Замина Франц Бекенбауер не напушти големиот кајзер, фудбалско име во светски рамки, величина за која светските спортски новинари знаеа да напишат дека токму Франц Бекенбауер или популарниот кајзер го смени фудбалот. Играше либеро во последниот одбрамен ред, меѓутоа неговите фудбалски квалитети, неговата техника, неговата луцидност и пред се фудбалска интелигенција го метнуваа меѓу фудбалерите кои знаеа да играат фудбал. 8 јануари 2023 година ќе остане запишан датумот кога човекот кој е еден од тројцата кој успеа и како фудбалер, како репрезентативец на тогашната Сојузна република Германија во 1974 година да го освои светскиот куп, да го подигне победничкиот пехар во своите раце како капитен и многу подоцна 1990 година како селектор, како предводник на германската репрезентација повторно да го освои светскиот куп, овој пат во Италија 1990 година. Со популарниот Франц Бекенбауер, продукција Скок или неделниот спортски магазин Скок, односно дневниот спортски весник Скок, има неколку моменти кои остануваат забележани, кои ја греат нашата душа и кои во овие моменти создаваат тага, бидејќи навистина не напушти еден фудбалски великан. Франц Бекенбауер беше човек кого сите го сакаа. Некаде 2007 година за време на финалето на Лигата на шампионите во Атина имавме луда среќа на платото пред самиот стадион 5-6 часови пред почетокот на големото финале меѓу Милан и Ливерпул да имаме навистина неочекувана и ненадена средба со популарниот кајзер. Му придовме, застана, се фотографираше со нас, а фотографиите со Наташа и со мене остануваат како еден драг, траен, вечен, топол спомен во нашата архива. Збор два повеќе за таа средба и за она што сме го доживеале со Франц Бекенбауер во продолжение на ова наша прва емисија во 2024 година посветена на Франц Бекенбауер, популарниот кајзер. Во таа прилика на платото, односно на огромниот паркинг за автомобили, каде што Скок доби специјална дозвола и го паркираше своето службено возило за овој настан, Франц Бекенбауер подзастана, меѓутоа придружуван од 20 луѓе кои најверојатно беа некое дискретно обезбедување на големата фудбалска звезда, беше воздржан во првите моменти од нашиот контакт. Кога на германски ме праша од каде доаѓаме и од која земја сме спортски новинари за кои ќе известуваме од ова финале на Лига шампиони, му кажав дека сме од Македонија, а тој благо се насмевна, при што му реков: господине Бекенбауер, Македонија и ние како спортски новинари сме ви бескрајно благодарни, бидејќи во 2006 година за време на светското фудбалско првенство Германија 2006 реков, токму вие бевте причината што ни овозможивте да патуваме долж и ширум, попреку би рекол Германија, од горе на север, од Хамбург и Берлин до доле на југ, до Минхен, Штутгарт и Франкфурт, и сето тоа во најлуксузните бизнис класи на државната германска железница, која не транспортираше од надпревар до надпревар, од град во град, бесплатно, или што велат, како на чест на акредитираните спортски новинари, благодарејќи токму на договорот кој Франц Бекенбауер кајзер го потпиша со тогашната државна германска железница, и благодарејќи на тој потпишан договор можевме да патуваме, да крстосуваме, да известуваме и да ги следиме овие надпревари. Кога му го спомнав тоа на Франц Бекенбауер кајзер, тој благо се насмевна и тогаш ни прииде
и почнавме еден кус разговор околу актуелната тема финалето на Лигата шампионите и околу сето она што навистина тој мондијал, таа 2006 година ни пружи едно огромно задоволство, една посета, едно покривање на мондијалот од самиот почеток, од отварањето во Бинхен на Алијанс Арена до големото финале во Берлин на славниот Олимписки стадион, каде што во таа прилика, да кажам, еве еден шлагворт и Зинедин Зидан ја заврши својата фудбалска кариера неславно со црвен картон, а Италија по извидувањето на пеналите стана светски првак. И тоа финале го гледавме делумно благодарејќи на Франц Бекенбауер Кајзер, кој објаснив која заслуга го имаше. А токму Кајзер беше претседател на организациониот одбор на тој мондијал. А како дојде до тоа, ете и тоа бев сведок, ќе го објаснам во чест, слава и спомен на големото фудбалско име Франц Бекенбауер. 2006 година, односно годините претходно, пред да се одигра, да се одржи овој мондијал во Германија, каде што Франц Бекенбауер беше претседател на организациониот одбор, начело на ФИФА беше Сеп Блатер, кој во 1998 година победи на Конгресот во Париз и неколку години подосна им вети на делегатите од Африка, кои на некој начин го промовираа дека мондијалот, светското првенство ќе биде 2006 година одржано на африканскиот континент за прв пат во историјата на мондијалите. Сплет на несреќни околности, таа лоша просечна инфраструктура во Африка, па и просечниот стандард, да кажам, немањето доволно финансиски средства и недоволно спонзори, го принуди се Блатер да го помисли тој мондијал 4 години подоцна, кога се одржа 2010 година, кога исто така присуствува од почеток до крај. Не е тоа темата, не е важно. Меѓутоа, немајќи што да прави во тие критични, кризни моменти, кога беше евидентно дека мондијалот не може да се одржи во Јужна Африка, Сеп Блатер по германска линија, по таа, да кажам, джентламенска линија имаше средба со Франц Бекенбауер Кајзер, со ова славно име, нели, кое не напушти сега неодамна, и некако на брзина славниот Кајзер со целиот свој авторитет, со целата своја умешност, со целиот свој бекграунд и CV, и како фудбалер, и како селектор, како фудбалско име, како еден огромен авторитет на европските и на светските фудбалски простори, го презеде товарот на своји плеки и успеа да во кратки црти да кажам да го донесе мондијалот во неговата Германија, да го организира прекрасно и тој мондијал да остане вечно запамтен како еден од подобрите мондијали, кога е во прашање посетеноста, инфраструктурата, стадионите и сето друго. За оваа своја работа Франц Бекенбауер беше награден со 5,5 милиони евра хонорар од Фудбалската федерација на Германија. Така е доста, би рекол, големи пари, пристојни, дури е за едно славно и богато име, како што е Франц Бекенбауер. Една сума која предизвика малку полемика, малци ги разбрани водите и искрено, делумно стави една не толку голема, меѓутоа една рецка, еден белек негативен на Франц Бекенбауер, кој беше обвинет наводно за даношно затојување. Джентламенот Бекенбауер многу вешто со своите адвокати го одби тоа, доставувајќи докази дека овој приход го пријавил во Австрија, во државата, во земјата каде што живее, и дека персоналниот данок од 10-15%, не знам точно колку, е платен од Германската фудбалска федерација. Ова е чисто како еден фидбек за големиот Франц Бекенбауер, кој беше исклучително ценет, почитуван, па и реално платен од Фудбалската федерација на Германија. Нешто повеќе за неговиот приватен живот во финишот на оваа емисија и за моите емоции 1990 година, кога во Италија, во овој мондијал, FIFA World Cup, Франц Бекенбауер стигна до победничкиот пехар и ја победи Аргентина предводена од славниот Марадона. Одиме со финишот за легендарниот Кајзер.
За да стигнеме до Мондијалот 1990 година во Италија, мој прв Мондијал, каде што го гледав полуфиналето и финалето, а каде што Франц Бекенбауер ја предводеше Германија, неминовно е, не изоставно да се спомене финалето 1974 година, каде што Франц Бекенбауер беше капитен на Германија, а од другата страна во финалето против Холандија капитен беше Јохан Кројф, исто славно фудбалско име, една легендарна фотографија на двајца фудбалски асови, поздравување пред почетокот на средбата. Тоа е финалето кога Франц Бекенбауер го подигна победичкиот пехар како капитен, како атаман, како водач на германската фудбалска репрезентација. Како спортски новинар на тогашниот дневен весник Нова Македонија, вработен во спортската рубрика на овој весник, и имав таа среќа благодарејќи на тогашната управа, на тогашниот менеджмент на фудбалскиот клуб Балкан Стококомерс, предводен од директорот Благој Ѓоргиевски и Баже Љолјо, и големиот джентлмен, бизнисмен и навистина другар Љупчо Николовски Фуфо, еден човек кој неизоставно остави траен белег, траена почит за моите мондијали. Таа 90 година токму овие двајца луѓе, Фуфо и Баже, го isfinansираа моето одење на мондијалот во Италија, каде што имав таа среќа, таа чест да го гледам полуфиналето Италија-Аргентина во Неапол и големото финале на Олимпико, каде што Германија предводена од Франц Бекенбауер, од легендарниот Кајзер, тогашен средновечен човек, стабилен, вистински водач, селектор во вистинска смисла на зборот, да ги избере најдобрите, да ги вкомпонира, да го извади максимумот од секое камче од тој германски фудбалски мозаик, со врвни фудбалери, со еден фантастично добар состав. Бекенбауер успеа да ја победи Аргентина, предводена од Марадона. Мојот наслов во подоцнечните коментари и колумни беше "Солзите на Марадона", кога на големиот видео бим Кајзер го подигна пехарот во своите раце, ја славеше победата. Тоа е овој пехар, една мала дигресија, стигнат во нашите витрини точно од 2006 година, каде што беше доделен на акредитираните новинари, го пишува Германи 2006. И патен пред да се вратам на финалето 90 година, акредитацијата од 2006 година, од тоа светско правенство, од тој мондијал, каде што доби благодарејќи на потпорот на ФИФА Андреас Херен, фриленсер акредитација како слободен спортски новинар, бидејќи скок беше во еден краток вакуум отпечатено во електронско издание. Тоа се драги спомени, се враќаме 90 година на Олимпико. Славно финале, славен триумф на Франц Бекенбауер, победа како селектор на Германија, дупла круна и како фудбалер и како селектор. На другата страна, рекол, солзите на Марадона. Тоа е Кајзер, тоа е неговата големина, тоа е неговото фудбалско име, тоа се неговите успеси, неговиот авторитет кој стои за него. Вечна слава, вечно сеќавање за него, и колку е голем потврдува фотографијата на која сум сликан од Наташа пред Олимпискиот стадион во Атина, каде што и незините раци затреперија, за разлика од моите, каде што успеав да направам една фантастична добра слика на нејзе со Бекенбауер. Јас додека разговарав со него, останува сликата и спомен. Што да кажеме, не напушти голем човек, големо фудбалско име, вечна слава, вечно сеќавање за Франц Бекенбауер, за моментите неговите поминати со него, ќе го паметиме по добри фудбалски моменти и по она што светските спортски пера пишуваат дека токму Франц Бекенбауер го смени фудбалот и докажа дека и одбарбените фудбалери знаат да играат фудбал.